Реализирана е реформата бруто плата, со која е зголемена редовноста во исплатата на платите. Процентот на работници кои нередовно примаат плата со оваа реформа е намален од 10% на помалку од 3% од сите работници во Република Македонија. Со проектот самовработување во периодот 2006-2008 самостоен бизнис започна над 2000 лица. Таа исправност на политиките и концептот ја почувствуваа и земјоделците преку 20-кратно зголемување на износот средства кои од буџетот се даваа за субвенции за земјоделието, но ја почувствуваа и младите и наставниците во образованието преку огромните инвестиции во образованието, какви што немало никогаш преходно. Ако Македонија до 2006 година годишно издвојуваше едва и до 500 милиони денари за капитални инвестиции во образованието, од 2007 издвојува поречиси 1,5 милиарда денари само во капитални инвестиции во образованието, како што се градби и реновирање на училишта и факултети, компјутери, спортски сали, опрема за училиштата и слично. Исправноста на концептот се види и во фактот што во периодот пред светската криза, за само 2 години, Македонија успеа предвремено да врати огромен дел од долговите од минатото. Со измени на Законот за работни односи, постигната е поголема флексибилност во работната сила и поедноставување на административните процедури. Исправноста на концептот се види и преку повеќе други проекти. Се воведе електронскиот систем за пријава и одјава на работен однос. Спроведени се активности за отстранување на манипулациите при пријавување и одјавување на работници. Воспоставен е економско-социјален совет како платформа за диалог меѓу владата и социјалните партнери од синдикатите и работодавачите. За прв пат се воведува критериуми за репрезентативност на синдикатите и организациите на работодавачи. Намалени се надоместоците за хомологација за 50% и трошоците за регистрација на возила за 30%. Воведовме електронски услуги во управата за јавни приходи. Царинската управа започна со имплементирање на едношалтерски систем за увозно-извозни лиценци, барање за доделување на квоти. Воспоставен е интернет портал на кој се објавуваат правосилните одлуки за стечајните постапки и детални информации за имотот кој се продава. Рокот за регистрација на правните субјекти е сведен на 4 часа. Воспоставен е електронски регистар за лица против кои е изречена мерка забрана за вршење дејност. Овозможнивме забрзана постапка за доброволно затворање на фирма и предвидовме побрза постапка за бришење на друштвата што немаат ненамирени побарувања. Воспоставен е нов систем за регистрација на недвижност, електронски катастар, кој засега е целосно оперативен во Скопје. Забрзано се спроведува восстановување катастар на недвижности на целата територија на Република Македонија. Моментално процентот на покриеност на територијата на Република Македонија изнесува 98,42%, а во моментот на доаѓањето на власт беше околу 40%. Таа исправност на политиките ја призна и НАТО во април 2008 година, кој потврди дека Македонија ги заврши сите потребни реформи и модернизација за да стане земја членка на НАТО. Но ја потврди Европската комисија, која минатата година оценувајќи дека земјата го достигна потребното ниво на развој и реформи, на база на кој даде позитивен извештај и препорака до Европскиот совет за да се започнат финалните преговори за членство на земјата во Европската унија. Речиси, истовремено добивајќи ја и визната либерализација, едно од нашите крупни ветувања до граѓаните, ветување кое во минатото го ветуваше секоја влада, но ниту една не го реализираше. Исправноста на концептот го потврди и последната лани објавена листа на Transparency International, на кој се гледа дека за само 3 години борба против криминалот и корупцијата, земјата ја подобри својата позиција за цели 34 места и ниту една друга земја немаше таков прогрес за така краток временски период како Македонија, која од 105-тото се најде на 71-то место на листата. За да се реализира ова, ние
3 години, како што ветивме пред изборите, водевме тешка, но безкомпромисна борба со корупцијата и организираниот криминал. При тоа останавме доследни на ветувањата дека секој за кого што има докази дека го прекршил законот, независно од неговата професија, политичка или било каква друга припадност, ќе се соочи со правдата. Сепак, ја живееме втората година од кризата, вториот период за кој што говорам. Кризата која го клекна светот на колена и имаме причина да бидеме и незадоволни заради загубите кои ни ги нанесе оваа светска криза, но од друга страна пак споредувајќи се со тоа како поминаа другите земји низ оваа криза досега, можеме да бидеме и горди од одбегнувањето на многу штети кои ги претрпеа граѓаните на многу европски држави, а ние успеавме да ги одбегнеме. Мали и храбри, низ бесните води на рецесијата, како земја се снаоѓаме подобро од поголемиот дел на земјите околу нас, убlažувајќи ги штетите до максимум преку 4 пакети на антикризни мерки и далеку повеќе отколку мнозинството други земји, особено од Европа. Последната една година беше одбележана од оваа светска криза и напорите да се убложат ударите на налетот на овој економски тајфун, кој не го погодил светот со ваква силина цели 80 години. Сепак во едни такви услови, во едни такви околности, задржана е економската стабилност. Бруто домашниот производ во 2009 година оствари минимален пад од 0,5%, што е трет најмал пад на економската активност во европските земји. Во балтичките земји, например, падот на бруто домашниот производ достигна 18%, а во земјите во соседството до 8%. Вкупната поддршка на економијата обезбедена преку овие 4 пакети на антикризни мерки достигна над 300 милиони евра. Задржана е фискалната стабилност. Покрај антикризните мерки, значена поддршка на приватниот сектор беше обезбедена преку антицикличната позиција на буџетот. Со буџетскиот дефицит од само 2,7% од бруто домашниот производ во 2009 и 2,5% проектиран за 2010, главно насочен кон зголемување на капитални инвестиции во периодот на криза, владата даде сериозна поддршка на градежништвото и на над 20 индустријски гранки поврзани со градежништвото. Минатата година безмалку ниту една земја во Европа немаше понизок буџетски дефицит од Македонија, што во превод значи и најниско можно задолжување на земјата во најтешката економска година во светот. Капиталните инвестиции од буџетот се зголемија за 30% во однос на 2005 година, со цел за да се помогне стопанството, пред се градежништвото и индустријата да ја пребродат поуспешно светската економска криза. Македонија не дозволи потреси во банкарскиот систем и пропаѓање на банки, од кои илјадници граѓани би ги загубиле своите средства. Ова се случи во многу држави, а освен банки се случија и банкроти на цели држави. Задржана е стабилноста и предвидливоста на даночната политика. Македонија не дозволи зголемување на даноците, ниту воведување нови или така наречени кризни даноци за време на светската економска криза, потек кој го повлекоа поголем дел од владите во Европа. Македонија не дозволи ниту намалување на платите, пензиите и социјалните надоместоци или отпуштање од администрацијата, на што беа принудени многу европски земји, како од членките на Европската Унија, така и од оние кои се надвор од Европската Унија. Само за споредба, пензиите во еден друг период беа намалени за 8% и се делеа нередовно и без да постои светска рецесија и светска криза. Сочувана е монетарната и девизната стабилност. Девизниот курс на денарот остана стабилен, што помогна да се заштити стандардот на граѓаните. Во некои земји, девизниот курс во текот на кризата депресираше за над 30%, што значеше соодветно намалување на реалните плати, пензиите и другите примања на граѓаните.
Девизните резерви во 2010 година достигнаа историски највисоко